Дали славите 8 март? Не. Зошто? Па сметам дека тој ден треба да се обележува, но со некоја друга активност. Преучество за правата на жените, да се собери, да се каже што се има мислење, како за прославата на овој начин како што се прави, кафански, музика, сето тоа мислам дека губи смисла на празникот. Да, секој пат. Од секогаш и го почитувам и сакам, че тој 8 март секој пат да биде. Не да велиме секој ден нас ни 8 март. Не може тоа да биде. Значи еден ден и се знае дека тој е посветен на жената и на мајката. И секако дека го славиме колку што можеме со своите најблиски, со пријателите, така. Го слаев во кафана. Значи, со музика, со убаво, го слаев. Ама, тогаш го слаев, сега не го славам. Затоа што финансиите се трошат. Скапо е. Значи, општо кажано, скапо е. Да си ги платиш долговите дома, струја, вода, парно и не преостануваат пари за да отидеш да се развеселиш тој ден. Што еден ден е во годината. Секој ден го славим 8 март, затоа што сметам дека не треба да биде само утре, денот на жената. 8 март секој ден треба да биде, треба секој ден да се празнува. И да е баш поглед на все цвеќиње едно друго и мене ми е тоа малку искрено смешно. Не го славам, меѓутоа сум свесна дека постои парticipирам во тоа, купам поклони за жените што ми се близки кај мајката. Немам некој посебно мислење, стално се празнува, кажам ја, и тоа е тоа тера, традиционално. Немам ништо против, окей. Го почитувате и купувате нешто на жените во вашиот живот? Па да, се дешава најчесто. Не некогаш нешто премногу, туку символично да биде кога да се одбележи денот. Не дека само на тој ден треба да се купува нешто, кога осеќаш дека треба да дадеш некој поклон, ќе дадеш и тоа е тоа. Али да, најчесто цвеќе оди за 8 март секогаш, барем цвеќе. Мислам дека е денот на жената, на мајките. И мене ми е секој ден. Како се жените? Да се живи и здрави, и без нив не можеме, со нив се нервираме и тоа е тоа. Едно без друго не иде. На мајка ми, баба ми цвеќенца, да. Толку. Нема друга жена. Да го уживаат денот, да бидат весели и среќни, исполнети со себе, затоа што се навистина прекрасни сите во нив и да уживаат.